убиството како чинна жртва во македонското револуционерно дело. Голем број примери на лична и колективна саможртва на македонските борци, поттикнати од највисоките идеали, длабокото сознание за човековата слобода и достоинство и верба во посветла иднина, го обележија предилинденскиот период. Самоубиството на охриѓанецот Методија Патчев во Кадино село Прилевско е еден од првите чинови на колективна саможртва во македонската револуционерна борба. Чин кој што подоцна ќе го следат многумина македонски синови. Во Кадино село се уште се чува споменот на овие храбри херои. Селаните со гордост раскажуваат за нивната смрт и спремност да ги положат своите животи на олтарот на слободата. Револуционерот Методија Патчев бил личност со силна волја, безкомпромисен во својата предаденост на одлуките на организацијата и револуционерниот морал. Патчев се родил во Охрид во 1875 година. По завршувањето на класното училиште во родниот град, морал да го прекине образованието поради лошата економска состојба на неговото семејство и извесно време работел во ќурчиските дуќани, а му помагал и на татка си во рибарскиот занает. Со мала заштеда, но силен ентузијазам и желба за знаење, заминал во Солун, за да го дооформи своето образование. Материјалниот фактор играл пресудна улога во текот на целото школување на Патчев. Извесно време престојувал во Софија, а подоцна и во Ќустендил, Самоков и Пловдив, каде посетувал различни училишта. Во 1896 година се вратил во Охрид и станал учител во основното училиште Свети Кирил и Методи, во кое учителствувал и неговиот сограѓанин Христо Узунов. По враќањето во Охрид, Методија Патчев влегол во редовите на ТМОРО. Од организацијата добивал и извршувал специјални задачи, меѓу кои ликвидирање на предавниците и непријателите на ослободителното дело. Заедно со Христо Узунов станал еден од столбовите на револуционерното движење во Охрид. Тие биле задолжени за прием на нови членови во организацијата, кои пред нив положувале заклетва пред Евангелие, крст и кама. Честопати Узунов, за да не биде забележан од турските власти, одел облечен како поп, а Методија Патчев како клисар му го носел котлето со светената вода. Во 1898 година Патчев работел како учител во кичевското село Ехловец. Неговото зачекорување на македонското револуционерно поприште започнува некаде во 1896-97 година во Охрид, заедно со Христо Узунов. Од тој период датира и неговото прво сериозно истапување. Всушност, тоа е ликвидацијата на просрпскиот ренегат и турски шпион Димитар Грдан во Охрид во 1898 година, настан поради кој што Методија Патчев бил осуден на 15 години затвор. Меѓутоа, во 1901 година, во отсуство на докази, тој е ослободен од затвор. За истиот настан, српскиот конзул во Битола, Милојко Веселиновиќ, во извештајот до Министерството за надворешни работи на Кралството Србија, напишал: Непознати бугари насред чаршија од револвер со 3 куршуми го раниле Димитрија Грдановиќ, настојникот на српската школа во Охрид. Раните биле тешки, па не можејки да ги преболи, утрото пред зорите починал. Според извештаите кои ги добив од Охрид, убиецот по своја прилика е еден од бугарските учители во Охрид, а сите се позатворени. Убиецот на лицето имал марама, за да не биде препознаен кога пукал во Грдановиќ. Во акцијата покрај Методија Патчев учествувале и Христо Узунов и Кирил Прличев, синот на Григор Прличев. Иако немало сведоци на убиството, Патчев бил уапсен од турските власти и осуден на 15 години затвор. По неколкумесечен престој во Охридските Зандани бил префрлен во централниот битолски затвор, каде што останал до средината на 1901 година, кога бил амнестиран. Затворското досие му ги затворило вратите за легално делување. Иако бил назначен за учител во Прилеп, Охридскиот кајмакам одбил да му издаде потврда за лојалност. Од тие причини преминал во илегала и се приклучил на четата на Марко Лерински. По извесен престој во четата на Лерински, Методи Патчев
е вратен во Прилеп, каде што е назначен за околиски војвода, а тоа е некаде кон крајот на 1901 и почетокот на 1902 година. Доаѓањето на Патчев во Прилеп и Прилепско како околиски војвода има круцијално значење за распространувањето и масовизирањето на револуционарното движење во овој крај. Неговата организаторска и агитаторска дејност во голема мера придонела за ширење и затврстување на организационата мрежа и за подемот на тморо во овој регион. Големо внимание Патчев посветил на боевата готовност на организацијата. Тој инсистирал секое село да располага со известна количина пушки и муниција. Подемот на тморо во Прилепско бил прекинат со кадино-селската провала, која била предизвикана од убиството на учителот Милан Чорбев од селото Мажучиште, Прилепско. Една од главните причини за убиството на Чорбев, според Никола Петров Русински, било неговото спротивставување да собира пари за оружје од селаните, поради што бил осуден на смрт од страна на местниот комитет на организацијата. Неговата екзекуција повлекла бројни апсења од страна на турските власти. Покрај апсењата и судските пресуди, најголем удар на организацијата и нанело откривањето на шифрата на МРО во Прилепско во февруари 1902 година. Имено охриѓанецот Методија Патчев, кој што вршејќи многу дела во полза на Македонска револуционарна организација, веќе не можел да делува ни во Охридско, ни во Кичевско, каде што дотогаш делувал, бил испратен да биде војвода на Чета во Прилепско. Доаѓајќи есента или веќе во зимата во Прилепско, тој посакал во Четата во Прилепско, кој што дотогаш ја организирал Никола Русински, да се одбери своји востаници, луѓе кои што тој сака да ги команди. Во еден момент кога ги одбрал востаниците, им одржал едно слово. Вие ќе бидете мои востаници под мојата чета, но јас сакам такви востаници кои што во еден момент кога ќе почувствуваат опасност, подобро да си го земат животот, него ли да паднат робови во рацете на властите или да лежат во некои турски зандани. Со овие зборови, тој како да го предодредил херојскиот чин на саможртвување, кој се одиграл на Ден Благоец 1902 година во Кадино село. Иако му било сугерирано да не патува со чета во полска населба, бидејќи во случај на ненадејна турска опсада, можноста за одбрана во ваква средина е мала, сепак војводата со својата чета се упатил кон селото. Според доктор Стојан Ристески, кој го истражувал делото на Методија Патчев, дента пред трагедијата, на 24 март според стариот, односно 6 април по новиот календар, 1902 година, војводата со четата пристигнал во селото со намера да покрсти нови членови за организацијата. При што групата од 7 комити, по влегувањето во селото, повикала на конспиративен состанок 20 свештеници и неколку селани да разговараат за пропагандни прашања. Полицијата, која по пристигнувањето на Еди Паша била доста активна и постигнала видливи успеси во прогонувањето на комитите, преку своите душници дознала за нивното присуство и веднаш испратила мало жандармериско одделение, при што четата се засолнила во селската кула. Следниот ден од Прилеп и Битола надошла бројна турска војска, составена од артилерија и коњаница. Кон регуларната турска војска се приклучил Башибозук од турските села и Расим со својата група од 25 разбојници. Започнала жестока и неравноправна битка на живот или смрт. На едната страна се бореле седумината македонски револуционери, а на другата неколку стотици османлиски војници, жандармерија и Башибозук. Револуционерите покажале невидена храброст, војничка подготвеност и силина на духот, борејки се до последниот куршум. Историјата забележала две верзии за крајот на оваа јуначка драма. Според доктор Стојан Ристески, по долготрајна исцрпувачка борба, кога им привршила муницијата, комитите слегле во приземјето на кулата, се прегрнале за последен пат и почнале да пеат комитски песни. На повикот од Аскерот да се предадат, четата на чело со Методија Патчев донела едногласна одлука и одговорила дека македонските борци не се предаваат. Потоа, пукајки со последниот куршум, херојски се самоубиле, исполнувајќи ја светата заклетва што ја дале пред организацијата – слобода или смрт.
Во втората верзија на оваа сторија пак, припадниците на четата пожестока дводневна борба со бројниот Аскер, откако ја потрошиле муницијата, наоѓајќи се во безизлезна ситуација, во предсмртниот час ритуално ги искршиле пушките. Во таква ситуација војводата донел судбоносна одлука со која што всушност зачекорил и тој и неговата дружина во бесмртноста и воопшто во историјата. Немајќи избор, тој првен ги построил внатре во кулата своите соборци 6 мина и со сопствениот револвер стрелал во сите нив, ликвидирајќи ги на тој начин. Се разбира за да не паднат живи во османски раци. Во меѓувремето кога го извршил тоа, излегол надвор пред кулата со 2 бомби и се обидел да ги фрли кон османските власти, меѓутоа со оглед на фактот дека бил лош квалитетот на фитилите на бомбите, а времето било врнежливо, тие не експлодирале. Од како го сторил тоа, се вратил назад во кулата и самиот се застрелал во уста. Набрзо потоа, османските воени сили влегле во кулата и биле чудо невидени од глетката. Меѓутоа, тоа воопшто не им попречило за да прослават голема победа, па набрзо потоа, покрај труповите на убиените комити, организирале богата гозба со вино и со печени јагниња. Други пак наведуваат дека по трагедијата мртвите тела били изнесени пред кулата, а Аскерот се нафрлил врз труповите, сакајќи да ги унакажи лицата на комитите. Но командантот Нијазибек, кој подоцна се истакнал во младотурската револуција, ги спречил во нивните намери со зборовите: "Назад, тоа се херои. Гледајте како се бореа за својата идеја. Сами се убија." Потоа наредил со испокување плотуни да им се одаде почит на мртвите херои. Селаните ги закопале седумината комити во црквата Света Богородица, а подоцна ги откопале и ги погребале во заедничка гробница на селските гробишта. Драмата во Кадино село го привлекла вниманието на странските конзули во Битола. Следниот ден тие во придружба на битолскиот валија го посетиле местото на кое се одиграла оваа крвава драма. И притоа и самите се увериле во херојскиот подвиг на младите македонски патриоти. Гледката го растревожила битолскиот валија Хасан Еди Паша. Поради големите загуби кои ги претрпела османлиската војска во оваа битка, бил сменет Прилепскиот кајмакам. Според некои извори, турската војска броела околу 50 на мртви. Покрај тоа што на храбар начин го принеле животот за послободителната идеја на Македонија, од овој настан произлегува уште еден трагичен момент за револуционерното движење во овој крај. Сушност, Методи Патчев во својата кобна заборавеност во предсмртниот чин заборавил да ја уништи собствената архива, па при претресот на неговото тело, по неговата ташна се пронајдени поголем број на списи и документи во кои што на шифриран начин се одбележани имињата на повеќе мина активисти на организацијата од Прилепскиот регион. Од тука започнала нова истрага, која што резултирала со масовни приведувања и затварање на населението од овој крај и според некои информации станува збор за околу 100 приведени и затворени како последица на настанот што се случил во Кадино село. Во некои извори се наведува дека предавството на комитите го извршиле селскиот кмет Станко Ачковски, познат врховист и турски шпион, и неговиот заменик Јонче Врбовски. Ачковски бил осуден на смрт од организацијата и истото лето бил убиен. Иако овој настан и нанел голем удар на организацијата во Прилепско, сепак револуционерното движење во овој крај не згаснало. За херојската смрт на војводата Методија Патчев и неговата храбра дружина, народот испеал повеќе борбено-револуционерни песни во кои го воздигнал нивниот чин на саможртва. Една од нив е и песната "Ајде, што е тоа чудо ем големо", која и денес се пее и во Охридско, и во Прилепско. Ајде, што е тоа чудо ем големо во Кадино село, аман. Ајде, там се бие тој Методи Патче и неговата верна дружина. Осумина ми сет вкула срдисани од Аскер и Башибозук. Ајде, ми извика тој Методи Патче на својата верна дружина. Држете се, момчиња, клетва сме си дале, живи не се даваме. Дури се пушки здрави. И куршуми има клети, турци истребувајте.
Puški mi pukat, kući mi gorat, 2 dni zemlja se tresi. Turski asker pađa, drug nadoađa. Kuršumite ne vtasa. Samo jedan kuršum sekoj si ostaj za svoje maško srce. Osumina, već je mrtvi, v kula mi legna, živi ne se dadoa. Kletva ispolnija, kletva za sloboda na Makedoniji. Една od познатите битки, која што останала запишана на страниците на македонската историја, е битката кај селото Ракитница Демирхисарско во јуни 1902 година помеѓу турската војска и четата на крушевскиот војвода Веле Марков. Легендата за овој крушевски војвода и неговите комити се уште живее во овие краишта. Веле Марков се родил во 1870 година во сиромашно семејство во крушевското село Селце. Војводата Веле Марков, роден во Селце, од татко Марко и мајка Стојна, а како деца на Марко и Стојна се војводата Веле Марков, дедото Грујо, мојот прадедо, и нашата баба Бона. Значи, дедо Марко имал 3 деца. Во 1892 година заминал на печалба во Софија, каде што работел како градител и столар и учествувал во основањето на столарскиот синдикат. Во Софија се запознал со Васил Главинов, еден од првите македонски социјалисти и организатор на работничкото движење во Македонија. Во 1893 година Главинов ја формирал Македонската работничка социјалистичка група, во која членувале и Веле Марков, Никола Петров Русински, Никола Карев, Димо Хаджидимов и други. Во процесот на неговото работење, Веле Марков, под идеите на Васил Главинов, секое слободно време, и тој и неговите другари кои што биле побројни, се организираат да читаат различна литература, да разговараат за тогашните обштествени прилики, за големиот експлоататорски пристап на побогатите луѓе, на турските владетели и така натаму, така да се побудуваат главно идеолошките елементи со кои што треба да се воспита, да се наобразува македонецот во Македонија и да превземи мерки за ослободување од таквите експлоататорски, од таквите робовладетелски услови на живење. Веле Марков бил еден од основачите на Македоно-Одринската социјалдемократска група, формирана во 1896 година во Софија. По повеќегодишен престој во Софија, во 1899 година заминал во Крушево, а подоцна отишол во Битола, каде работел како столар и формирал социјалистички кружок. На 2 јуни 1900 година Марков учествувал на првата социјалистичка конференција во Крушевско, на која било одлучено социјалистичките групи да влезат во редовите на ТМОРО. Тој веќе бил компрометиран во Крушево, ја затвора неговата столарска работилница, пошто целосно се оддава на револуционерна активност и се вклучува во револуционерната организација. Со доаѓањето на Никола Петров Русински во Крушево и формирањето на Крушевската окружна чета, Веле Марков е вклучен во рамките во оваа чета, во која што влегуваат уште и Јордан Пиперката и ред други македонски револуционерни дејци. Додека потоа по заминувањето на Никола Петров Русински од Крушево и поделбата на четата на 2 групи, Веле Марков станува војвода на една од тие револуционерни чети. Во сведоштвата, Веле Марков е опишан како надежен маж, сладкоречив беседник, револуционер, оратор и школуван син на македонскиот народ. И Веле Марков, како и многу други истакнати представници на македонската национална борба, паднал како жртва на предавство. Имено Крушевскиот комитет на организацијата во 1902 година го идентификувал и осудил на смрт како предавник Стојан Толев Чаде од село Ракитница.
Тој на османлиските власти им посочил неколку своји соселани, припадници на револуционерната организација во Крушевско. За овој чин Стојан бил награден од черкезот од Ново село, Јон Узага, кај кого работел како момок со нива во синорот на село Ракитница и Дзевгар Волови, а од власта пак добил 50 турски лири. Реонската чета на Веле Марков, која во тоа време се наоѓала во селото Радово, добила задача да го ликвидира предавникот. Во ова село тие повикале жители од селото Ракитница за да им дадат информации за нивниот соселанец предавник, но тие не дошле. Тоа е почетокот на 1902 година. Се случува еден настан кој што директно е поврзан потоа со ракитничката афера и со загинувањето на Веле Марков. А тоа е силувањето на една девојка, 14 годишна девојка од еден турски бек. По ова силување еден голем дел од видните крушевски граѓани се пожалиле кај Бидолскиот Валија и побарале од него да формира една комисија и да биде казнат бегот кој што го извршил ова злосторство. Меѓутоа Валијата го искористил овој настан со тоа што формирал една анкетна комисија која што под претекст дека треба всушност да го испита целиот случај и да го прогонува и да го пронајде силувачот, всушност имала за цел да ја разоткрие организацијската мрежа во Крушево и Крушевско и да открие колку од населението е револуционерно ориентиран и кој дел од населението всушност се комити. Веле Марков, иако знаел дека во околните шуми се крие турска потера, сепак решил со својата чета да замине за Ракитница за да го казни предавникот. На патот кон селото биле пресретнати и нападнати од турски потери, но успеале без загуби да се извлечат од обрачот. На 22 јуни според стариот, односно 9 јуни според новиот календар, четата на Веле Марков влегла во селото Ракитница. Тие знаеле дека истата вечер Стојан Толев требал да се врати во Ракитница од Ново село и донеле одлука казната над него да се изврши утредента пред сите селани. Веле Марков му наложил на Гроздан Георгиев Пејковски следниот ден околу 6 часот да ги собере сред село сите селани, но овој одбил под изговор дека е презафатен со работа во анкетната комисија. Изненаден и револтиран од ставот на Гроздан, Веле Марков ја префрлил задачата на други членови на селскиот комитет. Меѓутоа, Стојан Толев дознал за овој план на комитите и успеал да избега пред тие да ја блокираат неговата куќа. Предавникот им ги пренел податоците на властите, односно на Јон Узага во Ново село, кој веднаш го известил мудурот во Прибилци, а овој пак ја проследил информацијата до гарнизонот во Битола. Рано взори, на 10 јуни според новиот календар, селото било опколено од османлиски војници. Војводата Марков, откако ја увидел безизлезната положба, издал наредба четата да се подели во неколку групи, за да можат поефикасно да се спротивстават на бројно посилниот непријател. Четниците се засолниле во камените куќи и подготвиле стрелишта. Се развила жестока битка во која учествувале 500 турски војници, полиција и баши Бозук наспроти 15 четници. Наидувајќи на жесток отпор, турците се обиделе со посредници да ги наведат обсадените да се предадат. Веле Марков гордо го одбил предложеното решение. Борбата продолжила до доцна во ноќта, кога отпорот на четата веќе почнал да слабее, а резервите на муниција драстично се намалиле. Ова им овозможило на турците да се доближат до бранетите пунктови на четниците и да ги запалат нивните засолништа. Соочени со можноста живи да изгорат, војводата и неколкуте негови соборци ја напуштиле куќата и борбата ја продолжиле на отворено. За да ги охрабри и осоколи помалку искусните борци, војводата Веле Марков им одржал поучително слово. Бидете горди, момчиња, што ќе послужиме за пример и да им покажиме на непријателите дека не им се плашиме. Честе да се умре храбро. Вечерта, неколкумина четници на чело со Ѓурчин Наумов Плјакот успеале да го пробијат обрачот и да се извлечат. Ѓурчин Наумов бил еден од поискусните и постарите борци во четата, поради што бил назначен за заменик на Веле Марков. Неговата подготвеност да се само жртвува за делото и за слободата на Македонија се гледа во зборовите со кои им се обратил на своите комити за време на битката кај Ракитница. Впрочем, ако треба да се гине, смртта е една иста, било од свој, било од непријателски куршум.
Во текот на ноќта, Ѓурчин Наумов и неколкумината преживеани соборци се пресоблекле во турски униформи, што ги собрале од загинатите турски војници. За среќа, лукавштината на Ѓурчина не била навреме откриена од непријателот, така што комитите успеале незабележано да се извлечат од обрачот. Откако се искачиле на ридот на позиција на која веќе не биле во опасност, почнале да им довикуваат на турските војници, ликувајќи дека успеале да ги надмудрат. Во борбата кај Ракитница, својот живот го жртвувал и барјактарот на четата, Тирчо Сотир Карев, брат на председателот на Крушевската република Никола Карев. Откако им снемало муниција во битката, Тирчо Карев, низ дошт од непријателски куршуми, успеал да се пробие до една плевна во која имало скриено оружје. Според некои извори, при враќањето од плевната, Тирчо Карев бил тешко ранен во вратот. Други историчари пак наведуваат дека во оваа акција турците се обиделе да го фатат, а тој, плашејќи се да не падне жив во рацете на непријателот, при обид за самоубиство, тешко се повредил во пределот на грлото. И покрај тоа, успеал да се врати кај своите другари. И кога се обиделе неговите соборци да му дадат ладна вода, а гркланот му бил целиот со куршум и дупнат, дури со лисје од дабовата шума му заднале гркленот, за неколку капки му влези вода во гркленот, но не успеал многу вода да консумира, многу болови имал и просто не можел ни да зборува, молел да биде екзекутиран. Не успел сам таа екзекуција да ја направи, еден од неговите најблиски другари му пукал и го ликвидирал. Крушевската милиција и четата на Јордан Пиперката се обиделе да ја спасат четата на Веле Марков. Кон крајот на борбата, 100 комити од задгрб ја нападнале турската војска, но веќе било доцна. Добронамерниците, согледувајќи ја ситуацијата на теренот, соочени со потресната гледка на селото Ракитница, обвиткано во пламен, чат и крв, по известно време решиле да се повлечат. Свесен за блискиот крај, откако е уништил архивата од својата чанта, војводата издал заповед дел од четата да се префрли во блискиот каменес дол и оттаму да ја продолжи борбата. Знаејќи дека шансите за спас се многу мали, Веле Марков им порачал на комитите: ако нема слобода, има смрт, но честна и храбра. За смртта на Веле Марков сочувани се две различни сведоштва. Во некои ракописи се наведува дека војводата, со уште еден четник, откако го напуштиле за солништето, во борбата на отворено биле убиени од турските војници. Други пак го застапуваат тврдењето дека тие, иако ранети во битката, успеале да се пробијат до планината каде што се самоубиле. Во битката кај Ракитница, покрај војводата Веле Марков, загинале и комитите Стојан Иванов, Тирчо Карев, Ѓорѓи Кошинчето, Даме Новев и Павле Костов. Се зборува дека Веле Марков како војвода и како идеолог, дури во една книга го викаат и апостол на револуционерната борба во Крушево, бил толку авторитетен да доколку не била ракитничката провала, тој со својот авторитет, со своите активности, можеби ќе бил и првиот председател на Крушевската република, која што, како што знаеме, од после 1903 година се случи за време на Илинденското востание. Веле Марков, поради својот висок морал, борбен дух, длабока вера и врвните организаторски способности, бил омилен кај крушевчани, бил почитуван од сите македонски револуционери и војводи. Веста за трагичната смрт на војводата Веле Марков болно одекнала во крушевскиот крај. Неговиот лик и дело се возвеличани и опејани во македонската народна поезија. Смртта на Веле Марков народот ја опеал во следниве стихови. Дегиди велко војвода, трагата ти ја најдоа, симата ти ја узнаа, потера лути черкези и војска со илјадници. Започна битка крвава во селото Ракитница, кај што јуначки падна тројца бестрашни четници и Тирчу, славен бајрактар. И ти самиот загина, машки војвода, јуначки.
Четата ти се растури. Кој заклан, кој роб заробен, кој одвај жив е откинал. Горко за мене сирота, кој ќе ме, брате, префрла, кој ќе ми варди рајата, стане ми, брате, безценен, стане ми страшен јунаку. Збери си одбор јунаци, однова развеј знамето гората, да се зарадва рајата, да си оддише, оти се турско не трпи, оти се робство не трга. Од плач му се Богу дожали и на земјата дотежна, и велко од гробот извика. Не плачи, сестро, не жали. До вечер чекај на гости друг војвода Комита, многу појунак од мене, со неговиот бајрактар многу пославен од мојот, со лавчиња, македончиња, многу посилни од моите, и ќе им чуеш песната Слобода или смрт јуначка. Херојскиот подвиг на Дине Клјусов Абдураманов, кој во борбата со турската војска го жртвувал не само својот живот, туку и животите на своите најблиски, представува редок чин на самопожртвуваност, кој што предизвикал восхит и зачудување и на непријателската страна. Овој подвиг е уште еден доказ за тоа на што се биле спремни македонските борци во својата борба и жед за слобода. Дине Клјусов Абдураманов, познат како Дине Абдураман, бил роден во село Пътеле, сместено на западниот брег на Островско езеро, во Егејска Македонија, 39 километри југоисточно од Лерин. Христо Силјанов го опишува како јадар човек со прошарана коса и полугола глава, со глас кревок и мек како детско грло. Дине Абдураман во редовите на ТМОРО влегол во 1896 година. Бил четник во четата на војводата Ѓорги Иванов, познат под псевдонимот Марко Лерински. Марко Лерински действувал во Костурско, Воденско, Леринско и Битолско, заедно со Гоце Делчев, Пандо Кљашев, Васил Чакаларов и Лазар Поптрајков, и еден од првите кои се залагале за кревање на сеопшто востание во Македонија и Одринско. Благодарение на неговите врвни организаторски способности и големото војно искуство, неговата чета прераснала во револуционерна школа за подигање на раководни кадри за четничкиот институт на организацијата. Кице и Дине Абдураманови се најблиските воспитаници на војводата Марко од Леринско. Кон крајот на мај 1902 година, Трсјенската провала сериозно е разнишала организационата мрежа во Леринско. Провалата се случила кога една османлиска потера во село Трсје налетала на компромитираниот учител Геле. Тој успеал да се извлече, но за жал при бегството ја испуштил торбата во која се наоѓале податоци за луѓето вклучени во мрежата. Во пронајдените писма биле наведени имињата на сите оние кои поседувале пушки, па дури и бројот на пушката. Во втората половина на мај во Трсје пристигнал и Марко Лерински со својата чета. Тој сакал да го испита случајот со учителот Геле и да преземе мерки за неутрализација на евентуална акција на османлиските власти за одземање на пушките од населението. Во случајот, четата на Марко Лерински влегла во селото, станува збор за некаде околу 60 четници, тука со него и дедо Андреј, а во оваа чета се наоѓа и Дине Абдураман, всушност тоа е неговото родно село. За време на акцијата која што ја спроведува четата на Марко Лерински, еден дел од селаните побегнале надвор од селото, пред се тие биле врзани со грчката пропаганда и биле патриаршисти и најверојатно и имаат соопштено на власта дека во селото се наоѓа четата на Марко Лерински. Од тие причини набрзо селото е опколено од силни османски потери. Според некои информации се споменува дури бројка од 850 на османски војници придружени со сите видови на армија, значи пешадија, артилерија и конјаница. Во текот на денот се заврзала престрелка која што траела до досна во ноќта и сепак приквечер четата успеала да го напушти селото, меѓутоа
При излегување од селото загинал човекот кој што го создал всушност целиот четнички институт во овој крај, војводата Марко Леренски. Местните чорбаджии им предложиле на преостанатите комити да го предадат оружјето, да го напуштат бојното поле и да се засолнат. Дине Абдураман, разгневен од настаните поврзани со Трсиенската провала и акцијата во Пателските лозија, одбил да ја послуша наредбата за напуштање на селото. Длабоко погоден од предавството и смртта на војводата Марко Леренски и неговиот близок роднина Кице Клјусов, надворот за повета се забарикадирал во една куќа во селото и во бес го повикал на двобој целиот турски аскер. При што пружил голем отпор на многобројните турски османлиски војници. При обидот да го извадат од куќата, османлиите се послужиле со жив штит. Најпрво ја извадиле пред него неговата сопруга, жената, потоа керката. Го извадиле неговиот војко, извадиле неговата сестра. И што е, ајде да кажеме, интересно, што е достојно за почит и за подвиг, Дине во тој момент покажал нешто што најверојатно секој човек не би можел да го покаже. Едноставно стрелал во своите најблиски, и во неговата жена, и во керката, и во сестрата, и во војкото. Османлите дефинитивно се излажале, мислејќи дека на тој начин ќе успеат да го излечат од барикадите. Гледајќи дека не може долго да им се спротиставува, земал во рацете јатагени и се впуштил јурнал кон осмалиите. При тоа, се разбира, бил пречекан со залпови од куршуми и загинал. Сепак, Дине Абдураман, овој херојски подвиг покрај својот живот за идејата за слобода бил спремен да го жртвува и животот на своето семејство. Според Христо Силјанов, Абдураман го измил срамот преку еден од најпознатите и ретки случаи во македонската ослободителна борба и во револуцијата воопшто. Овој херојски подвиг, иако самиот не е самоубиство, сепак представува врвен чин на самопожртвуваност. Костурско-левинскиот крај со векови наназад бил колевка на многу револуционери и борци кои со својата општествено-политичка активност, пожртвуваност и борба оставиле неизбришливи траги во националната историја на македонскиот народ. Меѓу нив се бројуваат и имињата на Колјо Рашајков и Лазар Москов. Колјо Рашајков бил македонски револуционер-терорист. Рашајков се родил во село Вишени, Костурско, во 1867 година, поради што бил познат под името Колјо Вишенски. Во 1899 година станал член на ТМОРО. Пред да влезе во редовите на организацијата, бил падар. Колјо Вишенски бил одличен стрелец, поради што од организацијата бил назначуван за извршување терористички задачи. На една свадба во селото Тиолишта, од соседната куќа излегол со пушка и стрелал во гркоманскиот учител Танас, при што учителот и загинал. После тоа морал да замине во илегала, бидејќи османлиската власт веќе го барале, а баран бил и од страна на грчката пропаганда. Историјата Колјо Вишенски го памети по зборовите на Кљашев. Него го знаеа, беше Јанке Седжија, ладнокрвен. Како терорист имаше многу души пратено на оној свет. Вишенски е опеан во песната «Леле пушка пукна Бреджанам», во која е опишано убиството на турчинот Абедин Бек. Лазар Москов бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење и еден од најактивните дејци на македонската револуционерна организација во Костурско. Москов се родил во село Дъмбени, Костурско, во 1877 година. Пандо Кљашев за него забележал дека бил син единец, скромен и чесен во секој поглед, размислувал со своја глава и бил почитуван и сакан од селаните.
Лазар Москов уште за време на своето школување во Битолската гимназија агитирал во костурските села заедно со Лазар Поптрајков. По завршувањето на 7-миот клас во Битола, во почетокот на јули 1901 година, Москов го презел раководството на костурскиот реон и бил назначен за костурски војвода. Негови најблиски соработници биле Лазар Поптрајков, Павел Христов, Лазар Киселинчев, Пандо Кљашев и Васил Чакаларов. Москов имал средба и со Марко Лерински и Гоце Делчев за време на неговата голема обиколка низ Македонија. Откако бил избран за костурски војвода, Лазар Москов постојано ги посетувал костурските села и местното население го подготвувал за вооружено востание. Во почетокот на август 1902 година, заедно со Колјо Рашајков, пристигнале во село Вишени и се сместиле во куќата на Типо Вишенски. Колјо Рашајков и Лазар Москов дошле во селото Вишени. Тука биле откриени од турскиот аскар, предадени се разбира, како во најголемиот дел од овие случаи, при што бил отворен оган. Била запалена куќата во која што се наоѓале, при што се забележува дека на Колјо му изгорела едната рака, бранејќи се од огнот. Не сакајќи да паднат во раците на непријателот, двајцата се самоубиле, а осмалите како одмазда се изживували врз мртвите тела на двајцата загинати. Така, особено тоа се случувало врз телото на Колјо Вишенски, чие тело било забележено дека било бодено со ками и дека потоа му биле дури извадени на мртвото тело му биле извадени и очите. Во предсмртните моменти, Лазар Москов напишал проштално писмо кое подоцна стасело во рацете на костурскиот војвода Пандо Кљашев. Простувајќи се од своите соборци од Македонската револуционерна организација, им ја оставил во аманет татковината. Во ова трогателно, патриотско, проштално писмо е запишано: напишете во весниците дека не ни е жало што умираме, но ни е јад што не постигнавме да ја довршиме целта да ја ослободиме татковината. Нека нашите другари го реализираат овој патриотски завет. Знаете, другари, дека со нас ништо не се изгубува. Кураж, не плашете се. Ке се стави крај на се и ќе блесне слободата, равноправноста и братството. Кураж, кураж, кураж. Мнозина се убиваат во разбойништва, мнозина умираат од треска, од всеможни болести. Но ние, сите, другари по идеја, треба да умреме во борбата со тиранинот на народот. Збогум, Македонија. Збогум, другари и роднини. Да живее револуцијата, слободата, равноправноста, братството. Долу тиранијата, долу робството, долу Турција. Ние умираме, но достатна ни е наградата некогаш да каже народот: умре сиромавиот за правда и за народ. За Лазар Москов и денес се пее песната: и за твојата слобода сладка, смртта јуначка покоси нас. Но со дрскост вечно живее борбата и веќе е близу посакуваниот час.